Карневалите кои последните години станаа голема туристичка атракција, како и палењето огнови и гатањето по повод празникот Прочка, воопшто не се во согласност со канонот на православната вера. Со маскирање и со палење огнови и со гатање нема да бидат опростени гревовите. Напротив, истото се коси со типикот на православната црква, предупредуваат свештениците. Прочка или велики поклади е ден на православното христијанство, на меѓусебно простување помеѓу верниците пред почетокот на Великденскиот пост. Секогаш е 7 недели пред Великден и е празник на искрената и пожртвувана љубов кон ближните, кој треба да го следи примерот на Исус за безусловно и безгранично проштевање меѓу луѓето. Од понеделник до петок се пости на вода, односно не се употребува масло, додека сабота и недела е благословена употреба на масло и на вино, додека на празниците благовештени и цветници е дозволена и риба. Сите оние кои што сакат да постат, нека дојдат, нека се консултираат со своите духовници за начинот на постот, бидејќи од оваа шема на пост има облажување за почетници во верата, луѓе кои што работат тешка физичка работа, болни, стари лица, доилки. Значи сето тоа олеснување и облажување да биде во склоп и со благослов на духовниот отец. Многу пати досега напоминуваме, така и сега ќе кажеме дека телесното воздржување од храна не го прави, не ја достигнува на вистинска смисла на постење, туку постењето пред се треба да биде духовно во воздржување од лоши помисли, од лоши дела. Денот по Прочка е чист понеделник, кога почнува големиот великденски пост. И тука има христијанско правило. Неделата пред почетокот на постот е денот кој што го нарекуваме Прочка, ден кој што сме сите ние христијаните повикани да се опростиме со нашите близни доколку сме сгрешиле, бидејќи како што се вели во молитвата Очи наш, Бог да ни ги прости нашите долгови како што и ние ги го проштеваме на нашите должници. Значи тоа долг не се подразбира како финансиски долг, туку доколку некој ни сгрешил, доколку некој има сторено нешто лошо против нас, во каква мерка простуваме, така и Бог ќе ни простува на нас. Тековната недела пред Прочка се нарекува сирна недела, кога не се јаде месо, туку дозволено е само млечни продукти. Прочка во семејството се обележува со богат ручак. На денот Прочка во недела во Кочанската црква ќе се отслужи света божествена литургија, каде што свештениците ќе побараат прошка од верниците и обратно. Сите кои ќе постат може да се причестат на Тодорова сабота, бидејќи тогаш ќе се служи света божествена литургија, но само со претходна исповед и со благослов на духовник.